во Македонија ќе се одржи светско првенство во шах за слепи и слабовидни лица од 27 јуни до 8 јули. Тоа е надпреварување на кое ќе учествуваат најдобрите репрезентации на последната шаховска олимпијада. По тој повод, ова утро во студиото се Благоја Мишовски, председателот на Спортската федерација за слепи на Македонија. Добро утро. Добро утро. Трајко Недев или Трајче Недев, кој што е селектор на нашата репрезентација во шах за слепи лица, и Наумче Мојсовски, директорот на Агенцијата за млади и спорт. Добро утро до сите тројца. Ќе почнеме со председателот, со највозрасниот. Благоја, добро дојдовте во нашето студио. Што ќе представува организацијата на еден ваков голем, односно најголем настан, светско првенство за шахот за слепи лица во Македонија? Се разбира поттик и шанса за промоција. Ова е голем настан. Ние како федерација, спортска федерација, го добивме да организираме ова светско првенство, а тоа се случи на Олимпијадата во Родос, каде што гледавме и ние учество, и првите 16 екипи што го освоија од 22 репрезентации, а ние бевме 11, така да ние се врзавме да го организираме ова светско првенство. А пред тоа ги имаме организирано во 2017 и Олимпијадата исто така овде, во Охрид. Така што ресурсите тие ги имаме инфраструктура, и може да очекуваме добра организација. Да се надаваме. Да. Ја можам само да се заблагодарам во тој склоп на Агенцијата за млади и спорт, бидејќи тие ни возможуваат, посебно директорот господинот Наумче Мојсовски, што финансиски не поддржа за да го организираме ова светско првенство. Така е. Се надевам дека ќе биде се горе. Агенцијата финансиски, Македонска телевизија медиумски, почнуваме вака. Имаме и други спонзори, како Лотарија на Македонија, Сава осигурување, Тутунската банка. Општествено одговорни компании кои што се вклучени во ова организација. Наумче, треба да им се даде простор на слепите и слабовидните лица, особено затоа што бележат солидни резултати на сцената во шахот. Дефинитивно треба да им се дадат простор, помош за организација, како што спомнавте и председателот како што спомна. Ова е голем настан за нас, за Македонија. Дефинитивно сакаме да се покажеме во одлично светло, да покажеме дека знаеме да организираме еден ваков масовен настан. Најдобрите 16 репрезентации на последната шаховска олимпијада се тука, така да сакаме да видиме до каде сме. Последната олимпијада која учествува, како што спомна, беа на 11-то место, така да и ние имаме момци за надпревар, така да кажеме во шахот, така да дефинитивно ние како држава и како Агенција за млади и спорт стоиме за нив и секој нивни настан, секој нивни чекор го пратиме и го поддржаваме со колку што можеме, така да се надевам дека и овој пат во Охрид ќе се случи убав настан. Селекторе, не се сомневаме дека настанот ќе биде убав од аспект на организација, дека ќе биде онака како што треба да биде организиран. Ние сме добри домакини, знаеме да организираме големи спортски настани. И сега што може да очекуваме? Добро, резултатот тука е во некој, да кажеме, заден план, меѓутоа што може да очекуваме резултатски? Дали нашата репрезентација е подготвена за надпревар со најдобрите 16, односно со најдобрите 15, со оглед на тоа дека ние сме дел, да. Па во овој континуитет на соработка со репрезентацијата на слепи и слабовидни лица на Македонија веќе трае десетина години, како сум дел од таа организација и како се трудиме што подобро да ја представуваме државата во овој спорт, во вид на слабовидни лица. И мислам дека резултатите сами по себе се импозантни за споредба со другите спортови кои што во државата ги постигнуваме. А последните години сме во топ 10, да речам, во овие надпреварување како на европско, така на олимпијада и сега на нареднава светско првенство. Се надевам дека нашата борба ќе биде да во својата група влеземе во првите 4, за да после во разигрувањето да бидеме првите 10. Групите се поделени на две екипи, две држави по 8. Првиот игра со вториот од првата и обратно се вкрстува, третиот со
четвртиот обратно, А и Б групата. И на крајот се надевам дека ќе зедеме пак во првите 10, што е очекуван резултат за бидејќи има многу јаки репрезентации. Има играчи во Лемајци се 530, сега е појачувано и екипата на Шпанија. Имаат еден играч кој што е нов, 2530, тоа за оваа конкуренција на Славовидни е, мислам, тоа е шахист кој што ние што гледаме тешко може да се справиме. Имаат и пољаците кои што се едни од фаворитите за да бидат светски прваци, имаат играч 2530 велемајстори. Борбата е тука, ние имаме доволно припреми, во годинава веќе 2 припреми одржавме. Да, тоа беше следното прашање, како се подготвува репрезентацијата, има ли ресурси, има ли услови да се подготвува? Бевме еден камп одржавме на почетокот на годината во Неготино. Вториот камп беше сега пред некој месец дена во Берово и имаме 4 дена на некој вид аклиматизација пред самиот старт. Од 28 почнува првенство, ние од 25 сме во Метрополь Охрид, каде што последните припреми и, да речем, подготовки и повторување на она што ни беше спремено претходно за настап, ќе го повториме, ќе се наштелува формата, да речем, на играчите, да можеме да што подобро да изиграте. Ќе се вратиме, селекторе, на вас и на надпреварувачкиот момент. Сега уште еднаш со претседателот на Националната спортска федерација за слепи, Благоја Мишовски, да искористиме оваа можност, додека сте тука присутен, да и кажеме на јавноста со какви проблеми се соочува оваа спортска федерација на слепи лица во незиното функционирање. Каде треба да се реагира, каде треба да се помогне? Не само за шахот, зборуваме генерално. Генерално, ние, нашата спортска федерација е составена од 12 клуба. Претежно се надпреваруваме во шах, голбал и атлетика. Се надаваме и сме во да оствариме уште две надпреварувања, се надаваме дека ќе успееме во пикадо и кугање. Така да за кугањето би требало да најдеме некој простор, а пикадо имаме веќе едно набавено од Словенија. Па проблемите се повеќе во клубовите, тие финансиски не се многу обезбедени, не може да праќаат дали шахисти или ова. Ние колку што можеме, например, федерацијата, му финансиски ги подржуваме. Во зависност од тоа колку финансиски средства ќе добиеме и ние. Так, а дали постојат, споменавте некои, сега да не ги споменуваме повторно, да не правиме реклама на фирмите, дали постојат општествено одговорни компании и структури кои што сака да помогнат на сојузот на спортови, да кажеме, на во овој случај сега се јави. Ние најмногу добиваме средства од Агенцијата за млади и спорт со проекти, со настани, со првенства. Да. И преку ваучер. И преку ваучер ни дадуваат Агенцијата за млади ваучер, така по тие работни организации што ќе се нафата да го разменат во, бидејќи знаеме дека тие се слободуваат од данокот. На добивка. Така да горе долу. Добро, еве една прилика да упатиме апел до сите општествено одговорни компании, уште еднаш ќе кажеме, да кои што можат, кои што мислат дека можат да излезат во пресрет. Апелот да се разменат ваучерите што ги добиваат клубовите и Националната спортска федерација, со тоа ќе помогнат да се остваруваат овие спортски активности. Наумче, како спортист, знаеш што значи спортот за една држава, не си случајно на позицијата на која што си сега. Колку, еве да и доловиме на јавноста, колку ќе значи да се помогне оваа структура на луѓе? Колку тоа ќе значи за нас? Колку ќе се допре хуманата димензија на спортот воопшто и на животот? Дефинитивно премногу, пошто ево спомна и претседателот. Јас сакам да и јас еден апел да државата помага на повеќе начини, или добро, меѓутоа не може сите да живееме на грбот на државата. Да. Затоа сакам да апелирам, не да чекаме некој ваков настан, па да помогнат големите фирми или некои компании само за тој настан. Дај да ги помагаме и клубовите. Секој во својот град си има клуб, нели? Постојат, како што кажа претседателот, и 12 клубови кои се формираат оваа федерација. Во самите градови има фирми кои можат да помогнат. Не се овие
луѓе не се захтевни како што се нормалните, нели, како што бараат за ракомет многу пари или за се останат. Овие се со помали средства можеме да направиме нешто бум и одлично. Така да уште еден апел од мене према компаниите кои се во нашата држава да помогнат овие луѓе да цела година живеат, не само за овој настан, ке покриват со, нели, со државни пари со државата, али цела година општествено да ги анимираме. Да ги анимираме. Дури појаките компании може да помогнат и со организација, со подготовка на програма, тоа за нив е сигурно многу мал залак. Така, дефинитивно не. За да не одат средствата непотребно и на разни страни, туку да бидат искористени онака како што постои треба. онај другиот закон, не е само законот за ваучер, него има уште еден закон од 3 до 5% за добивка кои се оданочува пред крај на година, за да може да помогнат на друг основ, значи не е само ваучер, така да ево апел уште еднашка да све е правено за да помогнеме на вакви луѓе, на сите клубови, на спортот на државата, а знаеме сме се дружили уназад години, што може да направи спортот за една држава. Така е, најдобриот амбасадор на државата. Селекторе, да се вратиме на надпреварувачкиот момент и на она што ќе се одржува, што ќе се случува во Охрид. Споменавте дека подготовките конкретно за ова надпреварување поминаат добро. Меѓутоа, како тече животот на селекцијата во текот на годината и во текот на еден циклус? А надпреварите на кои што го вршат редовниот тренинг се истите они надпревари кои што и ние, да речем, луѓе што гледаме нормални турнири, што ги викам, на истите турнири и тие немаат посебни турнири, бидејќи бројката на луѓе кои што се занимаваат со шаха се слабовидни е мала за да се организираат опен турнири. И тие нормално дека бар се надпреваруваат на турнири со нас. И така на тој начин ние ја проверуваме формата и припремата. Последните начини на кои што јас како селектор повеќе години сум и како тренер нивни на самите играчи, увидовме дека кај нив е потребно на разработка на аудио материјали кои што би можеле после тоа да се ги повторуваат. Тоа се како оние аудио лекции кои што во мал формат, но за шаховска тема нормално. И сега последниве години зедовме и USB-ња, снимаме на нив материјали и после тоа кога наредни генерации, например на деца млади ќе дојдат од категоријата слепи слабовидни да учат шах, може тие материјали да му користат за да не се прават пак нови плачења за тренерски работи, нови тренери. Тоа е една надградба која што се стекна години, ќе има архива, ќе има континуитет и тоа е една добра база за понатаму да може и млада категорија на деца да добие една добра основа за развој на шах. Да го финишираме разговорот со тоа што може да очекуваме резултатски во Охрид од нашата репрезентација. Знаеме што посакуваме, меѓутоа што реално може да очекуваме. Многу пати кога сме и организатори, кога сме и самите и учесници е малку трики. Јас тоа сум го имал со мечот со Кожул во Неготино, кога бев и организатор и малку е неблагодарно во исто време две работи да се работат. Се надевам дека овој шаховски оддел од играчи ќе се насочат само на играта, организаторот како федерација ќе си го направи своето и да влеземе во четворицата во групата, да можеме да се бориме за први 10. Трајко Недев, селектор на селекцијата во шах за слепи лица и слабовидни лица, научно-мујсовски директорот на Агенцијата за млади и спорт и Благоја Мишовски, председател на Националната спортска федерација за слепи, ова утро во Македонија наутро и благодариме што одвоевте време. Ви посакуваме убаво надпреварување, ви посакуваме добар спортски резултат. Не мора да бидете најдобри, меѓутоа бидете најдобри од она што можете, да бидете подобри од претходниот наш пласман. Уште еднаш благодарност и се гледаме за време на првенството, а и потоа ќе дадеме еден завршен збор.